Dobro večer. 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 Dobra večer. Dobro večer. Dobro večer. Само микрофоните Ане, Флора, Благоја. Исклучете го микрофонот. Слава ти Господи Исусе Христе. Не мора камера, само аудио. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе, ти благодариме. Да помине една песна, па ќе влеземе. Исусе, лекува се, нека се преточиш во моето срце, љубовта твоја, лекува се. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај татото во вечноста. Оставам се земно, Исусе, и љубам со тебе, мој Исусе. Душава моја, тебе ти припаѓа, дојди земи ме, земи ме. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај таткото во вечноста. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај таткото во вечноста. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. Дали се слуша добро сега? Слава ти Господи Исусе Христе, ти благодариме. Се слуша. Слава ти Господи Исусе Христе, ти благодариме што не слушаш и не научи да те слушаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што не води Твојот дух, дека се остварува Твојата волја во секој еден од нас. Ние сме собрани во Твое име и се радуваме и се покажува Твојата волја. Јас мислев дека ќе правиме само молитва денес, но ти испрати текст, поука на дополнување и тоа е показ како Духот дува каде што сака. Ние сме собрани, Господе Исусе Христе, во Твојата љубов и бараме од Таткото Небесен да ги отвори небесата, да слезе пламенен оган, полна сила во секое срце. Ние сме сигурни дека Тебе ти припаѓаме. Ти предаваме се, нашите тела и души, нашите семејства кои се Твои, децата, партнерите, родителите, се мое е Твое. Те повикуваме да дојдеш, Господе Исусе Христе, во секој еден од нас, да бидеме облечени со сила од озгора, да бидеме облечени во сето оружје Божјо, за да кажеме не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас, за да кажеме заедно со Тебе од десната страна, бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, за да кажеме заедно со Тебе од десната страна, се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас, се што не е од Исус да замине веднаш и да не се враќа повеќе. Тоа е заповед на молитвен војник на Господ Исус Христос. Не отстапуваме, согласни сме дека се собираме во Твое име, сакаме Ти да ни зборуваш,
да ни ги исчистиш срцата и умот, ти ги враќаме душите во Твоја собственост, Господе Исусе Христе, да бидеме синови и керки Божји, облечени во Твојата вечна љубов, облечени во свадбена облека и денеска сме собрани да ја славиме славата Твоја, Исусови слави, секој ден, секој миг, во секој час, ние Тебе те славиме, Ти дозволуваме да дојдеш во нашите срца, да направиш сокровиште, да се прославиш во нас, за да можеме да победиме со љубовта. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти благодариме што ги услишуваш сите наши молитви, што ги исцели сите оние за кои се молевме, што ги повикуваш кон себе сите што се болни. Ние предаваме се во Твоите раце, ние те молиме да падне дожд, да заврне, да не изладиш, ја враќаме и Македонија во Твоја собственост, зашто Тебе Ти припаѓаме, Ти си создал се, Ти не познаваш, Ти не љубиш и ние сакаме да бидеме дел од Твојата вечна љубов, која никогаш не сопира. Знаете, интересен момент, слушам некој надвор квичи, вика, завива, се чудам што се случува, излахам и гледам едно мало кученце, квичи, вика, плаче, мислиш човеке, со едни тажни очи допрено до земјата и се тресе. Излегов надвор, пазете го тој момент, што вели тој ничкум пред него, ние го слушаме во молитвите, излегов, се плаши дури да дојде, му дадов храна, му дадов вода, се окрепи малку, престана да квичи, гледаш во очите дека му е потребна љубовта. Значи, квичи, вика, плаче со сета сила, повикува и Господ му испрати Таткото Небесен некој, тоа ќе се снајде и ќе преживее, така и ние кога ќе дојдеме до тој момент што велиме ничкум да паднеш пред него, ничкум и да почнеш да викаш, да квичиш, да плачеш, вистински да побараш помош, вистински да му се предадеш, вистински да сакаш да дојдеш со него, да се соединиш со него, да се претопиш во него, вистински да му припаѓаш и да примиш сила, не само во мислите и во умот. Видете, ние зборувавме во саботата еден текст кој објасни некои работи и интересно е секогаш кога има некој момент во заедницата кој не буди, не потресува, не подсетува дека сме во војна за души, дека не сме овде на пауза, на одмор, не сме овде дојдени да се одмараме, да уживаме, секогаш слегува некоја поука која длабоко, високо и широко ни го објаснува Словото Божјо, кое е живо и во дух да го живееме, не само да го проучуваме, да мислиме дека ќе ни даде живот вечен. Зошто мора да се доаѓа на молитвени терапии? Во овој случај би значело и молитвени заеднички вечери и средби. Зошто мора да се доаѓа на духовна хирургија? Тоа е добро прашање, а дали истиот ти или јас го поставувам истото прашање кога одам на телесен доктор? Например, ме боли забот, дали поставувам прашање зошто морам да одам на забар или одам на забар? Ако ме имам настинкан или ако сум болен, дали прашувам дали треба да одам, па одам на лекар да ми даде некоја терапија. Или ме боли грбот, одам или на масажа, или ако сум ја шинал ногата, одам на доктор за коски, или ако имам проблеми, например, со притисок, со срце, одам таму, освен ако не сум Христов војник и се надевам само на него. Не ги поставувам тие прашања. Видете, ние одиме кај физички доктори, материјални, кои ја отстрануваат последицата на болеста. Внимавајте на тоа, не ја третираат причината и ништо не се прави, само се одлага проблемот, значи не ја третираат душата и духот. И пазете, болестите секако, дури и во македонската народна култура, се демони. Болестите во телото се материализација, видлив дел на непокајан грев. Болеста е материализација на неплатен грев. Ти имаш долг кон Бог, кон Таткото. Ти си направил грев и доаѓа извршител да ти наплати и имаш телесен недостаток и проблем, телесен кој те подсетува дека не можеш самиот. Значи, неплатен долг имаш, не си прифатил Исус да ги земе болките, болестите и страдањата, да ги закова на неговиот крст,
не си го прифатил тоа и се уште имаш проблеми, значи не си го изгладил односот, не си се помирил со Таткото Небесен, затоа имаш проблеми. Нели? И одиме понатаму. Он ги зеде, овие стихови често ги цитираме и ги слушаме, ги има во Исаија, во Стариот Завет и на неколку пати се спомнати во Новиот Завет. Он ги зеде. Кој е тој он? Исус, нашите болки. Дали јас имам болки? Нашите болести ги зеде и страдања. Пазете, се зеде тој, а јас се уште сум болен, например. Ги остави, вели, на крстот свој, плати за нас. И ние мора да свесиме дека ние немаме пари да платиме, ако размислуваме телесно и материјално. Ние сме задолжени, нам ни треба некој да плати за нас, но пред се имаме, пак ќе се вратиме на тоа што го спомнавме, 2 пата повика на Исус кон нас. 2 насоки имаме и по која ќе дојдеме е важно, но важно е да дојдеме. Исус ни вели, дојдете при мене сите. Значи не прави разлика, тој не поканува, не повикува, обременети, изморени, обеспокоени, и јас ќе ве успокојам. Тоа е ветување, тој не повикува, тоа е повик кон сите нас. Добро е што нема временско ограничување, нема рок на трајање, нели? И доаѓаме до моментот, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во Царството Небесно, додека не паднеш на колена и кажеш на вистина сова се Бог, за да примиш нешто што треба да го примиш, значи дојдете кај мене е повик од него, а вториот е доведете го кај мене, бидејќи неговите ученици не можат да исцелат еден глув што не сака да слуша, еден нем што не сака да зборува за Исус намерник. И тој вика, доведете го кај мене, и потоа ги кажува тие стихови дека овој род се истерува само со пост и молитва. Во еден друг превод вели само со молитва. Пост не значи физички, тие постат физички, не само физички, откажување од материјалниот свет и молитва постојана, поврзаност со духовниот свет на Таткото Небесен. Значи да дојдеш сам или да те донесе некој посредник. Тука се тие два моменти кои се важни и ќе речеме сам да дојдеш е поболно и потешко, но треба да бидеш избран сад, да дојдеш сам. Например, дури ни апостол Павле не дојде сам, тој падна од конјот, имаше интервенција. Видете, интересни моменти. Дали Илија дојде сам, дали Мојсей дојде сам, дали Аврам дојде сам, тие беа избрани, слушаа глас, нели, саме речем поболно и потешко, првен ти самиот не знаеш каде е Исус. Јас сум ги видел тие молитви, кога го замислуваат тие и репетираат стихови, сега да не ги навредувам одредена деноминација, значи како се доаѓа до Исус? Тоа е важен момент. Каде е адресата? Како да дојдам? Пазете. Ако знаеш ти како е лесно, синот, например, блудниот син, паѓа на колена, татко погрешив, но тој веќе излегол од таткото. Тој знае каде е таткото. А ти знаеш ли каде е таткото и Исус? Тоа е витен момент, значи да дојдеш сам, а другото да те доведе некој посредник, тоа е благослов пред Исус. Видите, замислете некој што има дух, што е тука, што може да ти помогне, ако го отвориш срцето, за кратко време ќе исчекориш, ќе примиш тоа што треба, колку што можеш да поднесеш и ќе почнеш да работиш за Царството Божјо, а ти седиш и не икеш да го направиш тоа, не сакаш да дојдеш. Не сакаш, тоа е целиот момент, та дали сака. Еве ги стиховите кои се клучни и го објаснуваат целото свето писмо, но он, Исус, ги зеде врз себе нашите болки. А зошто ние да ги носиме тогаш? И ги понесе нашите слабости. Зошто да ги носам јас, еј? А ние мислевме, пазете сега, ние мислиме нешто и видете дека мислите не се точни. Ние мислевме дека он беше поразуван и казнуван и понизуван од Бог. Исаија 53:4. Значи, тоа што ние го мислиме не е веродостојно
постојано се обидувам да го објаснам ова во духот. Мислите не се реални. Мислиш едно, испаѓа друго. Мислиш дека ќе дојде некој, не доаѓа. Мислиш дека ќе биде вака, не бидува. Мислите те носат ваму и таму. Имаме два типа на мисли. Покорни мисли на Исус, тој мисли во тебе, и своеглави мисли, нели, кога ти мислиш од сатанскиот свет. Значи, тоа е тоа, он ги зеде нашите болки, слабости. Тоа е практично синопсис, кратко представување, сценарио, како би се рекло, предговор, раскажување на новиот завет на Господ Исус Христос. Таткото кој е вечна љубов го прати својот син да плати за нашите гревови, да ја пролее својата крв, да ги земе сите болки, болести и страдања и да ни даде сила и да ни го покаже патот. Значи, таткото вечна љубов да ни даде сила, понатаму одиме, например, Аврам исто така доби задача, го зема својот син кој тешко го доби, го однесе горе да го заколе, Исак, нели, му рече, немаме жртвен јарец, значи не се двоумеше, пазете, тој го слуша Божиот глас, но извршува нешто што малкумина би можеле да издржат. Тука зборуваме директна комуникација со Духот, а овде зборуваме и за посредник. Значи, таткото го праќа синот понатаму, он беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Луѓето не сакаат ни да признаат дека се грешни. Казната за нашиот мир падна врз него. Мир со кого? Со Таткото Небесен. Кога сме се скарале? Па зошто бар сме на земјата кога сме паднале во паднатиот свет, и преку неговите рани се излекувавме. Исаија 53:5. Дали сум излекуван? Дали имам рани? Дали дозволувам да ја земе мојата казна, или јас сум тој казнетиот? И одиме понатаму. Исус ги зема нашите болки, слабости, изнаранет за нашите гревови, плаќа за нас, не откупува од сатаната. Значи, ние сме собственост на сатаната во гревот, не можеме сами да платиме. Плаќа за нас, кредит плаќа, со земен збор кажан, мачене за нашите беззаконија, прими казна за нашиот, односно неговиот мир, не помири со Таткото Небесен, преку неговите рани се излекувавме. Иако има тој стих со срцето да разберат, исто во Исаија, та да се покајат, та да ги исцелам, тој е тоа покаен момент, влегуваш во водата, Јован, покајте се, покајничко крштевање, не се става акцент на капење на водата, тој вече водата не е за да ги измиеш телесните страсти надворешни, нечистотија, туку да му се ветиш, Ми се закачил на Фейсбук таму некој, не требало да велам крштение, требало помазание. Видете, човечки ум не може ништо да разбере, ни крштение, ни помазание, се работи за духовна промена. Значи, прими казна за нашиот грев и така натаму, дали сме со неговите рани се излекувавме. Дали сме излекувани? Прашање е тоа важно. Дали му ги предадовме нашите гревови, или се уште си ги носиме, си живееме самите? Јас така си мислам, јас ке си решам со моите раце, не можам на овој да му простам, зошто ти вака правиш, чекај малку, чекај, не е баш така, чекај малку, Исус, имам јас некоја друга работа, па ќе се јавам, ќе ти кажам кој ќе можам да ми се обратиш. Дали доаѓам јас кај него, или дозволувам некој да ме донесе, некој негов ученик, пазете кај него, некој ученик, посредник, ако е некој болен доаѓаме. Што значи да си болен? Па без Исус си болен секако, без разлика што вака изгледаш дека си здрав. Болен ли е некој меѓу вас, доаѓаме до болеста, материализација на гревот во телото, па и во душата.
Болен ли е некој меѓу вас? Не сум болен. Не можам да бидам болен во Исус, освен кратки моменти кога ме подсетува дека нешто сум погрешил да се покајам. Болен ли е некој меѓу вас? Нека ги повика презвитерите црковни да се помолат и да извршат помазание над него со елеј во името Господово, во името Исусово, Јаков 5:14. И тие сега ќе земат елеј и ќе се помазуваат, мислат суштината е во тоа. Зошто мораш да дојдеш таму, ќе го отвориме тоа прашање. Друг препев вели, ако некој од вас е болен, без Исус не може сам да дојде пред Исус. Болен си ако долго време, значи апостолите не можат да исцелат некој што подолго време се поврзал со демонскиот свет, веќе му сраснале некои мисли, навики, мисли дека е тоа дел од него, духот на овој свет го има завладеано, преплавено, мора да слезе во поголема сила, да дојде, да посака. Имаме број еден голем куп на луѓе, дури и тука активни, не доаѓаат да го разреши проблемот. И викам, дојдете, зошто? Зошто така сака Исус. Нека ги викне старешините, ако е болен на црквата, кои се тие? Да дојдат да се молат за него. Не дека тие се посебни, зашто кога ќе дојде тој пред нив, ќе се отворат небесата во мир, ќе слезе духот во сила, можеби ќе каже нешто што треба да покае, ќе биде извршена силата ако тој има исправено срце кон Исус. Разбирате? Значи нека го да се помолат за него, да ги моли да го помазат со маслиново масло. И сега ние ќе одиме ќе бараме маслиново масло во името на Господ. Јаков 5:14 зборува во дух да биде облеан однатре, да се раздрма тој свет на духот на овој свет и дали може да го исчисти срцето и да му се предаде, да му се вети на Господ Исус Христос. А ти се уште болен ли си од време на време или сето време имаш некоја тага, имаш некоја загуба, некоја мисла, некој очекувања, те врзал сатаната, сакаш или не сакаш Исус да ти ги земе гревовите, болките, страдањата, гревот, сакаш или не сакаш, та дали сака или самиот ќе си ги носам ја, шо има мене Исус да ми се меша, ќе си платам ја за себе, имам доволно. Апостол Павле им вели на израелците, крвта ваша на главите ваши. Знаете тоа колку израелци се утепани во Втората светска војна и уште се тепаат, дури убиваат деца, и потоа им вели, кога го раснува Исус, крвта на сите пророци ќе падне врз вас. Тие викат нека падне врз нас. Ете тоа е кога ќе падне врз тебе и потоа ќе викаш олеле мајко куку ноне. Значи самиот ќе си плаќаш, самиот ќе си ги носиш. Мораш да дојдеш пред Исус. Нема да издржиш самиот да ги носиш. Многу луѓе се болни, умираат, не знаат што да прават. Медицината не лечи ништо, само ветруе со лекови. Тоа е сатаната лично. Знаете, од античка Македонија докторот со змијата не лекува ништо. Ако имаш психички болни, ќе ти нафрли лекови, само те пасивизира, едно ти поправа, друго ти расипува. Веќе е јавно тајна дека докторите по 100 лекови пишуваат за да земаат провизија. Само Исус може да те излекува трајно. Ако го возлюбиш во свет целив, мораш да дојдеш пред Исус. Како ова кученце што квичи, вика, лелека, излегов да видам што е. Дојди ваму, му дадов да јаде. Не е спасено кучето. Утре пак ќе дојде и пак ќе дојде и потоа ќе научи дека има татко на небесата. Зборувам како парабола, не се работи за пес. Самиот не можеш. Песот се враќа на својата плуеница и свињата во калта. Тоа е старата природа на христијаните кои само мислат дека се во Исус. Самиот не можеш да дојдеш до Исус. Не знаеш каде живее. Треба некој негов ученик да те доведе кај него, ако останал во неговите слова, ако е негов ученик, инаку старешина, инаку ќе седиш таму во некоја зграда, во некоја управа, во некоја земна поделена црква,
нема дух, само со умот мислиш дека си во Исус, а немаш сила да кажеш бегај од мене, сатано, во името на Господ Исус Христос, со мечот на духот ќе те пеплосам и ќе видите што ќе се случи ако вистински му припаѓате на Исус Христос. Значи, треба да одиш на духовен доктор, духовен хирург, ние ги нарекуваме молитвени терапии за ослободување, бидејќи ти си заробен од демонските влијанија, магии, проклетства, сатанско зло. Каде што е духов Исусов, таму има слобода, само таму можеш да бидеш ослободен. Нема друг лекар, лечиш последици, причината треба да се откорне. Мала нитка синапово зрно, да му предадеш се, да му предадеш се. А ти, сотруднику, сакаш ли да дојдеш пред Исус или не сакаш? Да му предадеш се, да му се вратиш, да му го дадеш срцето. Нужно ти е тоа, да застанеш пред Исус. Тој е портата, нема друга порта, на молитвена средба, на терапија со старешините на заедницата. Луѓето кои влегле во заедницата, не го поминале тој процес, слушале туги знаења под малку, сите се лабави, си шеткаат лево десно, не разбираат што е дух да те води, не разбираат што е сила и едноставно им недостасува тој момент на внатрешно чистење, внатрешна бања во Словото. Ако бегаш од тие средби, прашај се кој бега во тебе од Исуса. Пазете, луѓе кои не поминале на ослободителни молитви во духот од овој свет, си остануваат во старата падната природа, паднати со сатаната на земјата, си живеат по старо, по свое, си зборуваат за Исус, ги проучуваат писмата, мислат ке им даде живот вечен, а не доаѓате кај мене, вели Исус, за да ви дадам живот вечен. Говората не извршуваат, тоа е квасот фарисејски, не може да извршува, нема сила, и срцето им е далеку, далеку од Исус, од Него. Некој друг им е во срцето, само во умот си мислат за Исус. Пак рековме, мислите не се реални, мислевме дека Него Бог го казнува, го мачи, а Тој ги зема нашите гревови. Мислите не се реални, не сите мисли, Христови мисли. Христијани се плашат, бегаат, не сакаат да застанат пред Исус. Молитвена средба во сила на љубовта. И демоните треперат пред Исусовиот дух, се тресат, сме го виделе тоа. Некои луѓе кои ќе слезе голема сила, што се демонизирани, се тресат. Освен ако не им дадеме ние благослов, ќе се опуштат, па потоа ќе сака да те завладее. Значи, тие не сакаат да се молат старешините за него, духот на овој свет, демони на мисли, чувства, спомени, закоравености, тези, поуки и така натаму. А ти, како мислиш да дојдеш пред Господ Исус Христос? Во мислите мислиш да дојдеш. Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Не треба ти да мислиш. Ете, тоа е тој момент. Јас мислев дека денеска ќе се молиме само. Тој ми испорача текст во духов вчера, кога го видов дека е на дополнување, за да разбереме што е широчина, длабочина и височина на Словото. Денеска се променува тоа. Треба да дојдеш, да застанеш пред Него, пред Исус, да бидеш одврзан, ослободен, исцелен од старата природа, од духот на овој свет кој ти е во срцето и гревовната природа. Одиме понатаму уште еден цитат од Исаија. Праведниот слуга мој, зборува Таткото Небесен, ке ги оправда мнозина. Пазете, тој сака да каже, ако дојдеш ти во благослов да те донесе некој пред Исус, ке ти се случи тоа, и гревовите нивни врз себе ке ги
понесе. Исаија 53:11, значи во заедништво со Исус ќе ги остави, ќе ги понесе твоите гревови на крстот, ти ќе се оставиш стариот и како она кученце таму што квичи, лелека, завива, моли, знаете, трогателно, ќе испрати некој посредник да му даде малку духовна храна, за да се крене и да се разбуди во духот. Ете, тоа е целата суштина. Дали сакаш и гревовите нивни врз себе и ќе ги понесе на себе? Дали му го дозволувам тоа? Пазете, дали го сакам тоа, да му ги дадам гревовите, болките и страдањата, да му се предадам на Исус? Пазете, дали не само во мислите кои не се реални, туку со сето срце, душа, ум? Прашањето е, во една представа ние ја игравме на крајот, доаѓаш или не? Пазете, и овој вели актеров, кој пат да го фатам? Па не знам сигурно кој пат да го фатам, затоа тој не испраќа пастир да те води, бидејќи ако самиот се водиш, ти си коза и ќе завршиш во устата на лавот или на волкот. Доаѓаш или не, кој пат да го фатам? Ничкум како кученцето, Исусе и само Исусе, те сакаме, Господе Исусе Христе, што ги излеваш овие слова, што ги отвори небесата и Твојот дух ни го расплам ти, духот што е во нас, да не осветли однатре, да бидеме во сила небесна, да победуваме со Твојата љубов. Те сакаме, Господе Исусе Христе, ќе пуштаме една песна и потоа како не води духот да се молиме во дух и вистина. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Господе Исусе Христе. Те љубиме, Исусе. Амин. Исусе, јас те канам во срце, отвори ми ги очиве, да те гледам најаке. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чедо Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и денес врвам по тебе, са секогаш во срцево, во Царство Божјо небесно. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се,
Со тебе можам да поведам се. Поведи ме, Исусе, со тебе можам да направам се. Со тебе можам да издржам се. Со тебе можам да поведам се. Поведи ме, Исусе. Ајде, слава ти, Господи Исусе Христе, влегуваме во молитва, те молиме, Татко, да излееш сила од небесниот пехар, да ги отвориш небесата во името на Господи Исус Христос. Ние сме согласни да дојдеш во нашите срца, ние се прифаќаме Твојата волја, им простуваме на сите, никого не осудуваме, се покајуваме за секој грев, Господе Исусе Христе, и нема да сопреме да го повикуваме Твоето име. Повелете во молитва како ве води Духот. Амин. 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 Татко наш, Господи Исусе Христе, Ти благодарам што не собра и вечерва за Твоја слава во Твое име. Ти благодарам за духовната храна, за љубовта, за мирот, за силата што ни ги даваш неизмерно. Слава Ти и фала Ти, Татко, и за браќата и сестрите, чувај заедницата Исусе Христе. Чувај не нас, чувај ги нашите семејства. Крвта Исусова е врз нас, врз целата заедница. И ниједна зла сила не може да влезе, бидејќи ние сме Исусови деца, објавувам во името на Исус. Пламенен оган од озгора да изгори, да исчисти, да измие се што не е Божјо во нас, до нас, во нашите домови, во заедницата. Ние сме Исусови војници и нас никое зло не може да ни заштити, да ни наштети. Те молам, Татко Небесен, за сила од озгора во секој од нас. Услишај ги нашите молитви како што ги услишуваш секогаш. Во името на Исус велам, марш Сатано од нас и никогаш повеќе да не се враќаш. Ти немаш право овде, ти за тебе нема место овде, доста е веќе излегува и напушти во името на Исус. Ние сме здрави, силни, исцелени. Ние му се поклонуваме само на Исус. Исус е нашиот учител, доктор и спасител, нашиот Татко Небесен. Те молам, Господи Исусе Христе, прости ми ги сите гревови што сум ги направила. Прости ми на нашите предци, Татко, и те молам, води ме и понатаму, покажувај ме, отварај ми ги очите и ушите. Слава Ти, Татко Небесен, те љубам. Амин. Амин, амин. Ајде. Амин. Амин. Благодариме, Татко наш, што и оваа вечер сме собрани. Твоите деца дојдоат да упратат молитва кон Тебе. Благодарност, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што сме сите заедно, што не држиш и не научи да се љубиме едни со други. Татко мој, те молам, излеа силата од озгора, да Твојот дух да не води во нашите молитви, Господи Исусе Христе, зашто без Тебе не можеме да направиме ништо. Со Тебе можеме да направиме се, Господи Исусе Христе. Се Ти предаваме Тебе, зашто Ти си нашиот Господ и Спасител, нашиот жив Бог. Ти ги предадовме нашите семејства, внуци, Господи Исусе Христе, нашите синови, снај, се Ти предадовме Тебе, зашто се мое е Твоја, Исусе Христе. Ти си нашиот доктор, исцелител, спасител. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што не променуваш, што ми дада дар на вера, што управуваш со моите мисли, чувства и дела, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што ја штитиш и ја чуваш нашата заедница. И во името Исусово велиме, пламенен оган од небесата, нека се излија, нека исчисти и нека изгори се што не е од Тебе, Господи Исусе Христе. Секое сатанско зло е ставено по Твоите нозе, откорено, отворнато и уништено, и велиме не за сатаната и смртта, не за болки, болести и страдања, да за Исус во нашите животи, зашто само со Тебе можеме да направиме се. Во Тебе и славата, и честа, и победата. Оставаме се по Твоја волја, Исусе Христе, да не водиш, да не штитиш, да не чуваш. Чувај не од се што не е од Тебе, Исусе Христе. Се Твое прифаќаме. Твојата љубов е преплавува нашата душа и срце, Господи Исусе Христе. Ти благодариме за сите своји грижи што не оставаш, зашто се што вети и исполни. Патот Твој е тесен од десната страна и светло ние одиме по Твојот пат. Ти благодарам, Татко, што ни го чистиш и умот, очите да разбериме
да видиме што сакаш да ни кажеш, да ни ги отвориш очите, да видиме, Господи Исусе Христе, устата да ја славиме Твојата слава, Исусе, ушите наши ти ги изчисти да слушнеме Твојот глас. Ти благодарам, Исусе Христе, и те славам одовде до небесата со големо покаяние и поклон пред Тебе, Исусе Христе. Нека е вечна Твојата и света слава. Амин. 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 Слава ти, мили Исусе. Ти благодарам, татко наш. Небесен. Ти благодарам што не собра и денеска. Ти благодарам што ти постојано со нас, мили Исусе. Ти благодарам за сите услишани молитви. Ти благодарам што не изчисти, не изми, не обнови, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што не нахрануваш, ти благодарам што преку тихо не поучуваш, Господи Исусе Христе. Благослови го тихо, благослови ја целава заедница. Исчисти во нас се што не е од Тебе, мили Исусе, исполни не со мир, љубов, трпение, радост, Господи Исусе Христе. Те молам, прибери ги членовите на нашите семејства, води не по тесната патека, дај ни сила до крај да издржиме, мили Исусе, да не отстапиме, да не застраниме, да не паднеме, и кога паѓаме, дигај не, и кога грешиме, карај не, но не оставај, татко, зашто ние само на Тебе се надеваме, кон Тебе викаме и од Тебе те молиме, помош очекуваме. Те молам, мил Господи Исусе Христе, и понатака биди со мене и мојот дом, и сите во заедницава и нашиве семејства. Те молам, помогни ми горе во село да пуштат вода, да се најде начин, Господи Исусе Христе. Зашто за Тебе се е можно, ти се гледаш, се знаеш и се можеш. Ти благодарам за те што ми даде, јас се Тебе ти предавам, се оставам во Твоите свети раце, моите деца, моите внуци, мојот дом, имотот, се што си ми дал, се Тебе ти предавам. Нека биде волјата Твоја, татко мој многомилостив, со сите нас, а Тебе нека ти е слава во вечни векови. Амин. 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 Ајде, може? Ајде. Ајде. Ти благодарам, татко наш небесен, мил Исусе Христе, што си наш заштитник, пастир, лекар, спасител. Преку крвта Твоја ти не исцелуваш, да имаме љубов, почит, добро здравје, нашите деца да клекнат пред Тебе, да ги израдуваш со најскапоцениот дар, плодноста, мил Исусе Христе. Затоа велам, мил Исусе, Ти ги знаеш нашите срца, зашто се предадовме на Тебе и Ти ги предадовме и нашите семејства, домови, затоа што Ти ги знаеш нашите потреби. Покажи ми, татко небесен, каде имам потврлено, што немам покаено, да покаам, зашто јас сум Твојата Исусова ќерка. Согласна сум со молитвите од нашата заедница сотрудници да заврне дожд, да ја изглади земјава, да ги изгасне сите пожари што лудуваат во Македонија. Те молам, наш Спасителу, помогни му на сите што се борат со тие огнени стихии. Направи нешто, мили Христе, зашто цела земја гори, фала Ти и слава Ти. Секој ќе го повика името Твое Исусово, секој што ќе го повика Твоето име Исусово, секој ќе биде спасен. Амин. 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 Татко небесен Христе. Ајде. Господе, Ајде, Стефанија. Има некој? Исусе Христе, Твоите деца дојдоа пред Тебе да Те слават, да Ти пеат. Исусе Христе, дојди и помогни ни, мил татко семоќен. Ние го очекуваме Твоето исцеление, Исусе Христе. Прости ни ги греовите, мил Господе. Никого не осудуваме, на сите им простуваме, мил Исусе. Те молам, Исусе Христе, за Твоето исцеление врз сите нас, врз нашите семејства, врз цела заедница. Господи Исусе Христе, Те молам за исцеление на Микица, на Кристијан, на сите што имаат потреба.
Те молам, Татко, со Твојата света пречиста крв, да очистиш се што не е од Тебе во нашите семејства, во нашите тела, во нашите души. Со Твојот оган да изгори се што не е од Тебе кај сите нас, мил Господе. Те молиме за Твоите благослови, за Твојата заштита, потребен си ни Исусе Христе. И оваа ноќ чувај не, пази не од се што не е Твое. И секој ден, мил Господе, биди со нас на сите наши патишта, заштити не од овие горештини, те молиме за дожд. Мил Господи Исусе Христе, разладија земјата, Македонија, Твојата Македонија, Исусе. Прости му ги гревовите на македонците, допри ги со Твојата десница да се покајат за гревовите, за да ни ја спасиш земјата. Те молам, Исусе Христе, сопри ги пожарите, дај му сила, здравје, заштити ги сите луѓе што се на тие места кај пожарите, мил Господе, не дозволи да се случи нешто. Мил Исусе Христе, се оставам во Твоите раце. Нека е волјата Твоја, мил Господе, слава Ти, Исусе, амин. 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 Татко Небесен, Господе и мил Исусе, доаѓам при Тебе со покајано срце, клекнувам пред Тебе, Господе, и се покајувам за секој мој грев, свесен и несвесен што сум го направила. Ти благодарам, Господе, затоа што ми ги простуваш гревовите, го исполнуваш моето срце со Твојата љубов, Господе, да им простам на сите мои непријатели. Ти благодарам, Господе, затоа што не напојуваш со Твојата љубов и мене и целата заедница, Господе, да се љубиме еден со друг, затоа што љубовта покрива многу гревови. Ти благодарам, Господе, затоа што ние го бараме Царството Небесно, најпрво го бараме Царството Небесно и се друго ни се придодава. Ти благодарам, мил Господе Исусе Христе, за сета љубов што ја излеваш во нашите срца, љубовта што пеплосува се, Господе, затоа што Твојата љубов се пеплосува, секоја болест, секоја неправда и се што не доаѓа од Тебе, се пеплосува Твојата љубов, Господе Исусе Христе. Ти благодарам, Господе, затоа што ја пролеа Твојата света крв за сите нас и таа не измива и не очистува од се што не доаѓа од Тебе, Господе Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Ти благодарам за се, Господе, иако Исусе Христе, иако тргнеме по долината на смртната сенка, ништо нема да не недостасува, затоа што Ти си, Господе, со нас. Ти си постојано со нас и не заштитуваш од се што не доаѓа од Тебе, Господе Исусе Христе. Се предавам во Твоите раце, моето семејство и се што си ми дал, Господе Исусе Христе. Се предавам во Твоите раце. Ти грижи се, затоа што Ти знаеш што е најдобро за нас, Господе Исусе Христе. Нека е вечна Твојата слава. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Амин. 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 Слава Ти, Господи Исусе Христе, зашто Ти си Господ, Цар и Спасител. И како што е пишано во Откровение Исусе, јагнето на небесата е достојно да прими чест, слава, богатство, сила, величие и мудрост, секакви благослови. Фала Ти, Господи Исусе Христе, Ти Ти за нас се даде со таква возљубеност, со сета сила, со сета љубов, да имаме ние сила да те сакаме и да се сакаме едни со други. Како што е пишано, љубовта Христова ќе се познае по тоа колку се љубите, колку се сакате. Слава Ти, Исусе, Ти имаш безброј начини да објавиш Твојата слава, Твоето слово и вистина Ти, Твојата правда е како во почетокот, така и сега. Како на Каин, Господи Исусе Христе, што му рече, зошто погледна со зло око на брата си. Слава Ти, Исусе Христе, Ти таква жртва што му ја возљуби на Авел, поголема жртва даде да биеме возљубени за Тебе преку Христе Исусе, Оче. Фала Ти за секое Твое едно дело во нашите животи, фала Ти што сите не собра, фала Ти што не сакаш и не направи фамилија да бидеме во Тебе и сега и за вечност, Исусе. Фала Ти, Боже мој, Ти секогаш си зборувал, си наоѓал начини да дојдеш до сите души, да понудиш спасение на некој и фала Ти, Ти однапред си платил за сите нас. Фала Ти, Господи Исусе, Ти зборуваше како Господ и на пророците и преку магари им прозбори и ангели им прати и преку камен можеш да прозбориш и да навестиш Твојата слава и Твојата правда. Зашто пишано е, Ти си вечен, Ти си Господ, Ти си Цар и Ти си Спасител. Ти си ни Исусе Христе и Татко и Мајка. Фала и слава само Тебе.
и за нас и за сите, од века до века Исусе Христе. Слава само Тебе. Амин. 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 Ајде. Господи Исусе Христе, Ти благодариме, Господи Исусе Христе, за се што ни даваш. Ти благодариме за силата и за мирот и што не чуваш, Господи Исусе Христе, зашто Ти знаеш на сите нас што ни е потребно. Ти ни ги знаеш и мислите, Господи Исусе Христе. Коленичиме и Те молиме за исцелителна сила врз секој кој во потреба. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ни ги чуваш семејствата, што не чуваш нас. Облечи не, Господи Исусе Христе, со сила од озгора и употреби не за Твоја слава. Господи Исусе Христе, најмил Исусе Христе, Те молиме, Господи Исусе Христе, никогаш да не оставаш, да не чуваш, да не штитиш, да пуштиш огнен штит околу нас, да не може ништо да ни напакости. Ти благодариме, Исусе Христе, што ни даваш моќ да газиме на зми, на скорпии и ништо да не ни напакости. Ти благодариме што ни даваш моќ да заповедаме не за сатаната, болестите, смртта и магиите, да за Исус Христос во нашите животи. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ме крепиш, зашто Ти ми даваш сила и само со Тебе можам се. Без Тебе не можам ништо. Се Ти предавам во Твоите раце. Нека биде само волјата Твоја во нашите животи. И благодарам што ми го чуваш семејството, што не благословуваш и што не крепиш. Господи Исусе Христе, Те молам да ми го простиш секој грев што сум го сторила со збор, мисла и дело. Се покајувам и за гревовите на моите предци кои грешеле, а не се покајале. И јас им простувам на сите и никого не осудувам. Им простувам на сите за и мене да ми биде простено. Те молиме, Господи Исусе Христе, пушти дош од озгора, Исусе Христе, нека излади земјава, да ги изгасни пожарите во Македонија, зашто страшно е, многу страшно за тие што работат на тоа нагаснењето. Чувај ги, Исусе Христе, благослови ги и биди со нив. Нека и вечно и свето Твоето име сега секогаш и во сите вековите. Сакам и Те славам со сето срце. Амин. 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 Мил Татко Небесен, фала Ти за се што ни даваш, фала Ти за Твојата голема љубов. Стефанија, микрофонот. Фала Ти за жртвата на крстот што ја даде за нас. Ти си нашиот татко, нашиот лекар, нашиот спасител. Фала Ти за оваа вечер што може сите да се собереме и да Те славиме Тебе. Те молиме, Татко Небесен, Те молиме, развлади оваа земја Македонија. Ти знаеш како Ти најдобро знаеш што треба и кога треба да пратиш до Татко Небесен. И ние се држиме до Твоето обетување и знаеме дека се што си ветил и што е побарано во молитва ќе се исполни. Фала Ти што се грижиш Ти за нашите семејства. Фала Ти што можеме да кажеме да за Тебе и не за сатаната. Марш од нашите животи, марш од оваа група сатана. Местото не Ти е тука. Тука е влада Исус, влада е неговата љубов. Марш, немаш место. Се што не е од Тебе да излезе од оваа група и од Македонија и од нашите семејства. Излегувај веднаш во името на Исус. Те молам, Татко Небесен, за сите болни стари луѓе, Ти да им дадеш сила да ги поминат овие горештини. Зашто Ти си нашиот духовен лекар, преку Тебе можеме се. Те молам за луѓето со попреченост. Ти знаеш ни што поминуваат и како. Те молам, излеп пламен оган да изгори се што не е од Тебе во нивните животи. Те молам, направи промени во нивните животи. Те молам за сила од Тебе, Исусе. И ние семејствата со такви лица да издржиме, Татко Небесен. Те молам за Кико, те молам и за Богдан. Ти знаеш ни што поминува. Знаеш и другите дечиња кои што ја не ги знам, ни што поминуваат. Те молам, Татко, дај исцеление онакво како Ти што знаеш. Нека е Твојата волја во животот на овие деца. Те молам, Татко Небесен, и за сите луѓе кои не Те познаваат, да дојдат кај Тебе. Испрети глас да им кажа дека на вистина Ти си вистината и Ти си патот кон светлината и никој друг.
Те молам, Татко Небесен, опрости ми ги гревовите. Јас се покајувам пред Тебе за сите гревови кои ми се сакајќи направени. Те молам, Татко, прости ги гревовите на моите предци. Се покајувам и никого не осудувам. Те љубам, Исусе. Те молам да ми сила, да ми мир од Тебе, зашто на вистина мирот од Тебе доаѓа. Те молам, Татко Небесен, благослови оваа група и се што правиме, да правиме за Твоја слава. Слава Ти и фала Ти, што и оваа молитва ќе биде слушната и за се Ти благодарам. Име на сите имиња. Амин. 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 Ајде, кој остана? Мирослав? Татко Небесен, Ти благодарам што преку тихо и вечерва ја излеа Твојата сила на зборови, мили Исусе Христе. Ти се поклонуваме во дух и вистина. Ти се поклонуваме понизно, мили Исусе Христе, и стоиме пред Тебе, да се укрепиме во Твојата сила, љубов и мир, Исусе. Благодарам за дарот на верата и љубовта што ни ги даваш. Што не учиш духовно да војуваме со секој зол дух, мили Исусе Христе, да се спротиставуваме со силата Твоја. Благодарам што не исцелуваш, што действуваш во животот на моето семејство и семејствата од целата заедница. Те молам, Исусе, кога доаѓаат неволите, да не се жалиме. Мили Исусе Христе, да го примеме со радост да действуваме преку Тебе, мили Исусе Христе. Немам своја волја, немам своји желби, немам своји мисли, не постапувам по својот ум, се откажувам од се земно, мили Исусе Христе, и чекорам по Тебе. Барам, мили Исусе Христе, да ги исчистиш сите срца, мили Исусе Христе, од блиските, од сите членови на семејствата, од заедницата, мили Исусе Христе, кои не се дојдени пред Тебе, мили Исусе Христе. Милоста е Твоја, мили Исусе Христе. Ти си семоќен и милостив. И Те молам за Твојата сила од небесата. Сами не можеме да решиме ништо, мили Исусе Христе. Потребен си ни. Ти благодариме, Исусе Христе, за цела исцелителна сила врз секој нас и промените кои што ги вршиш врз Јана, мили Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе Христе, знам си вистини да жив, мили Исусе Христе, и не се испуштам од Тебе. Те молам, Исусе, за кроткост, понизност, за трпеливост и милост кон сите, Исусе, и познати и непознати. Јас го отварам срцето, мили Исусе Христе, сечива љубов да примам, мили Исусе Христе, на Твојата љубов е безкрајна. Научи на, мили Исусе Христе, како да се љубиме меѓу себе. Прочисти ги нашите умови, мили Исусе Христе, од непокорност, од однос кој што не е од Тебе, мили Исусе Христе, Твоите мисли само во нашите умови. Исчисти, порамни се по Твоја волја. Само Твојот пат, Ти царуваш во нас, мили Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе Христе, за трпеливоста и мудроста која што ја даваш кон нас сите. Сочувај ги сите семејства од заедницата, Исусе Христе. Му благодариме, Господи Исусе, на тихо кој што ги излева Твоите зборови, кој што не учи, мили Исусе Христе, преку Тебе. Ти благодариме, Исусе Христе, и за секој член од заедницата кој што со љубов прима полки од Тебе, Исусе. Слава Ти, Исусе, Те сакам. Амин. 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 Борче? Благодарам, Господе. Мирослав. Ти благодарам, Господе. Ти благодарам, Татко Семоќен, што и вечерва не собра да го славиме Твоето име. Да го славиме Твоето име, да го љубиме, Господе. Ти благодарам, Татко мој, што ми помагаш да чекорам по тесните патеки на љубовта. Ти благодарам, Татко мој, што ми исцелуваш, што постојано ми помагаш секојдневно да ги преминувам сите препреки кои ми се појавуваат низ животот. Ти благодарам, Татко мој, што го чуваш моето семејство, моите блиски, моите роднини, моите браќа и сестри,
од црквата, Господи. Ти благодарам што си семоќен, што си вселјувец. Ти благодарам, татко мој, што помагаш секому. Ти благодарам, татко мој, што ми ги прости гревовите, мене, на моите блиски, на мојата фамилија, на моите роднини. Ти благодарам, татко мој. Се што е мое, Твое е, татко мој. Ти благодарам уште еднаш што ми помагаш да чекорам по патеките на љубовта, што ми овозможуваш да ја гледам виделината, да обстојувам, Господе. Ти благодарам, татко мој, за се. Ти благодарам што си се присутен. Фала ти и слава ти, Господе. Амин. 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 Ти благодарам, татко мој, и за овој ден, за сите поуки кои ги излеваш врз нас, за да знаеме како вистински да чекориме по патот на љубовта. Твојата патека е тесна и тесен е твојот пат. Но фала ти што ги излеваш овие поуки и што не и целата оваа мудрост што не учиш како да бидеме подобри луѓе и да нашето срце да биде исполнето само со твојата љубов. Ти благодарам за сите благослови кои ги излеваш во нашите животи, за радоста, за мирот, за љубовта во нашите срца, Исусе, што не научи да бидеме многу подобри луѓе благодарение на Твојата милост. Ти благодарам што Твојата десница е секогаш врз нас, дури и кога ние не знаеме, Ти не штитиш и не чуваш, затоа што Таткото секогаш ги штити своите деца. Се покајуваме за све што сме погрешиле, Исусе. Прости ни. Свесно, несвесно, со мисла, збор. Прости ни, Татко мој, за да и нас ни биде, за да и ние им простуваме на сите, Исусе, кои ни сгрешиле, Исусе. Не сакаме да имаме гнев во нашите срца, само Твојата љубов да пребива во нас. Слава Ти и фала Ти, Татко мој, за животот кој ни го дава секојдневно, да го чекориме, да го живееме само во Твојата љубов и со Твоето присуство. Амин. Амин. Ајде, Борче. Татко Небесен, во името на Исус, Ти благодариме и за ова заедништво, Те собираме да Те прославиме и да го издигнеме Твоето свето и вечно име, Господи Исусе Христе, зашто пишано е каде што се двајца и повеќе собрани во Твое име, тука си Ти. Што и денес, и вечерва, и довек е Твојата милост е врз нас и вечерва примивме сила преку Духот Твој, Господи Исусе Христе. И сега, Господи Исусе Христе, оставаме, доаѓаме пред Тебе со покајано срце и оставаме на крстот да разрешуваш се оно што ние сме оставаме секоја болка, секоја страдање, секоја тага и се оно што, Господи Исусе Христе, не притиска во животот. И Ти благодарам што и вечерва примивме водна бања во душата. Ти благодарам што не исцелуваш секој ден од нас во дух, душа и тело. И секој примаме исцелување. Го исцелуваш секој болен. Срце, болнуваш со Твојата љубов. И Ти благодарам што по Твоја милост, со Твојата љубов го обесили сатаната, за Твоја слава, Исусе Христе, сега и секогаш и во сите времења. Слава Ти, Господи Исусе Христе, што Твојата волја се исполнува во мојот живот, во моето семејство, во целата заедница. Ти благодарам за благословите што ги во љубов, во радост, во мир во срцето, Исусе Христе, и благословени и радосни, затоа што Ти не спозна, Исусе Христе, и благодарни што не водиш по Твојот пат и не држиш да не застраниме. Те молиме за секоја залутана овца, прибери ја, Исусе Христе, во ова мало стадо, зашто ова е Твое стадо, Исусе Христе, и по Твоја милост да по Твоја милост. Ти благодарам за се, нека биде се што е според Твојата волја, сега и секогаш и во сите векови. Амин. 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 Ајде, Борче, ако можеш. Борче. Може јас? Ајде, Вера. Ајде, Вера. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Татко наш небесен, што оваа вечер не собра, што имаш толку голема милост за нас, Господи, што никогаш не напушташ, секогаш си тука кога ни требаш, Господи, баш ќе Те побараме. Ти благодариме за се што правиш за нас грешните, мил, Исусе Христе.
Те молим, Исусе, и оваа вечер да ги сопрежеш тините, да пуштиш дожд, да ја разладиш оваа наша земја, Македонија, Господи, насекаде по светот, каде што е потребно. Мил Господи Исусе Христе, биди со сите нас, со цела наша заедница, со нашите семејства, Господи. Допри ги до срцата членовите нашите семејства, мил Исусе, да се кликнат пред Тебе, да се покајат, да побараат прошка, Господи, од Тебе, да Те сакаат и да Те слават, затоа што само Ти си достоен за слава и величие. Ти благодарам што излеваш целата Твоја милост, љубов, трпение, што ни помагаш да се љубиме едни со други, што не научи, Господи, да ги љубиме и непријателите, тие што не колно да ги благословуваме, што не научи да одиме по десната патека од Твојата десна страна, што не живееме Твојата голема љубов, Господи. Дојди, Господи, во сите наши срца, со Таткото Небесен да направиш Те сокровиште. Напиши овде живее Исус со Таткото Небесен. Стави ни печат на челото за денот на воскресението. Ние само на Тебе се надеваме, мил Исус, и на Тебе се подпираме, Ти да не водиш, Ти да не чуваш, Ти да не учиш, да не менуваш. Карај ме, Господи, опоминувај не кога грешиме, земни сме, постојано грешиме. Те молиме, Господи, да ги ослободиш сите зависници од секаква зависност, Господи, од алкохол, други, коцки, цигари, се што не е од Тебе, да исчистиш, да пеплосаш, Господи, во сите членови на нашите семејства, мил Господи Исусе Христе. Биди со сите наши деца, учи ги, чувај ги, заштити ги, Господи. Не знаеме ние како да се браниме, Ти треба Ти да не чуваш и да не браниш, Господи, и да ни покажуваш како тоа ние да го правиме. Те сакаме, Господи, и Те славиме. Секојдневно Те славиме и Ти благодариме што не собираш во Твојата милост, што не учиш, Господи, што ни го отвараш духовните очи, духовните уши, срцата, Господи, умот што ни го отвараш да Те разбереме. Биди со нас. Ние сме во Твое име исцелени, здрави сме исцелени во Твое име. Ние немаме болки, немаме своји желби, живееме живот според Твојата. Би нас сега, секогаш и во вечни векови. Те сакам и Те славам од земјата до небесата. Амин. До Божјото царство небесно. Амин. 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 Борче, ти работи микрофонот? Господи Исусе Христе, согласна сум за сите молитви на браќата и сестрите. Ти благодарам и јас што не донеса и не седна на трпезата на љубовта, што не исполнуваш со Твојата љубов и не преобразуваш, што во нашите умови нема повеќе наши мисли, туку Твоите мисли, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за секој еден член во оваа заедница. Ти благодарам и се молиме и Ти благодариме и за другите кои не се вклучени во оваа молитва, и за Даре и Тања и децата, и за Билјана, Ѓорги. Се молиме за Васе, за Марина, за Богдан. И Ти благодариме што го исправаш нивниот пат, да биде пат по кој Ти ги водиш, Господи Исусе Христа. Ти благодарам што љубовта Твоја ги обновува нивните срца, нивните души, а секоја клетва и секој лош збор изречен против оваа заедница, против водачите или било кој член, и го обесилуваме во името на Исус. И со љубовта Твоја победуваме, Господи Исусе Христе. Оставаме во Твоите раце да биде Твојата волја. Слава Ти и фала Ти, Господи Исусе Христе. Амин. 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 Ако не може Борче, Манде. Не те слушаме, веројатно има пак проблем со микрофонот, Борче. Моли се во себе. Ајде, Манде. Татко наш, свет си Господ Исусе Христе, сесилен, семојќен и се присутен. Ти благодариме што ја благословуваш устата и срцето на Тихо, да бидат, мил Исусе Христе, по Твое водство. Ти му стави, мил Исусе Христе, Божји мисли, Божји зборови, и од неговото срце извира поуката Твоја, која што се излева кон сите нас. Ти благодарам, Татко Небесен, што ни покажуваш дека храната која Ти ја даваш заситува,
не крепи и не прави да бидеме уште посилни и да не сме таму каде што бевме вчера. Те сакам, Господи Исусе Христе. И Ти си мој, наш Господ и Спасител, кој дојде на крстот и го плати нашиот долг. Пресветол Господи Исусе Христе, расшири ги сите срца на овој свет, во нив да има место за Тебе, зашто кога Ти живееш во нас и владееш со нас, кој ќе е против нас? Ти благодарам што ни покажуваш дека и словото на своето сведоштво и крвта на јагнето Божјо се меч против лукавиот и против сите негови зли сили. Сведочам, Господ Исусе Христе, дека си доктор, мене ме исцели во тело и во душа. Ги исцели моите мисли, ги исцели моите зборови, Исусе Христе, и сакам да бидам светилник на овој свет и да разгласувам дека Исус Христос е глава, доктор, спасител, се. Ти си се, мил Исусе Христе, и само во Тебе можеме да бидеме живи и во Тебе можеме да бидеме керки и синови Божји. Те сакам и Те славам, Ти благодарам што ни даваш поуки кои што остануваат во нас како семе кое ќе изрти и ќе даде род и плод за слава Твоја, за слава на нашиот татко, жив татко, кој си го даде својот единороден син за наше спасение. Крвта Твоја врз нашите глави, Исусе Христе. Твојата крв врз нашите глави, врз нашите семејства и врз оваа заедница, зашто Ти не водиш, а ние се покоруваме на се што Ти не поучуваш. Нека биде волјата Твоја со сите нас. Ти благодарам за се што правиш за нас, недостојни, мали и грешни. Ти благодарам што ни покажуваш дека треба да ги наведниме главите и да врвиме по Тебе, да го носиме својот крст со Твојата поддршка. Те сакам и Те славам, мил Исусе. Амин. Амин, амин. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Деца, остануваме во радост Исусова. Амин. Слава Ти, Исусе. Да се молиме едни за други. Слава Ти, Исусе. Ти благодариме, Исусе, Те Сакаме любиме. и Ти благодариме, Исусе Амин. Христе, што си безграничен, без термини, лекар без термини си Ти. Во секој миг ме примаш на исцеление. Амин. Вечерва беа со нас Благоја и Мимица од град се молеа пропат. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Благослови за нив. Амин. Радост ќе Ти служам, Ти си внатре во мене. И во радост и во радост Ти служам, јас се љубам, Исусе, на колена Слава Ти, Исусе. пред Исуса. За секој на секаде. има стадо возлюбено на колена По Исуса Ти мало стадо Исусово за секогаш Исусе во секого Исусе насекаде Слава Ти, Господи Исусе Христе. за секогаш Исусе. Ајде, уште една песна. Слава Ти, Исусе. Остани во мене, Исусе, нека преплави љубовта Твоја. Твоја, остани во мене, Исусе, нека се нафрли Моето срце. љубовта Твоја. Исусе, лекува се, лекува се, нека се преточи во моето срце, љубовта Твоја, лекува се, летај, летај, душо моја, на крилата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај татко
si se mnou. Isuse, i ljubam co tebe, moj Isuse, duša moja, tebe ti pripada, dojdi zemi me, letaj, letaj, dušo moja, na kriga da, na ljubav da. Letaj, letaj, dušo moja, e tako to po večnost znam. Letaj, letaj, dušo moja, na kriga da, na ljubav da. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako to po večnost Благословена вечер, Исус со сите нас и нашите семејства. Амин. Амин. Слава ти. Мирот Исусов посуде нас. Благословена вечер. Радост Божја во нас. Амин. Амин. Светите ли во името на Исус? Амин. Амин. Dođem skoro, dođem skoro, dojdi mili Isuse vo mojevo srce. Dojdi mili Isuse vo mojevo srce. Skoro i so mene otplata, se komuke dadam spored belata, koliko ljubovno srca dam. Se komuke dadam spored belata, koliko ljubovno srca dam. Neka dojde, koji saka neka zeme, od života voda daru, sakam milu Isuse. Od života voda daru, sakam milu Isuse. Деца, остануваме во Исусовата љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, те сакаме. Амин. 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 Исусови благослови. Амин. Амин. Амин.